Повеќе од 50 дена низ улиците на над 40 локации ширум државата, граѓаните во организација на иницијативата за заедничка Македонија секојдневно ги повторуваат пораките за отфрлање на тиранската платформа и зачувување на унитарниот карактер на Македонија. Битолчани на вчерашниот мирен собир повторно кажаа не за двојазична Република Македонија и дебати кои се вовед во промена на знамето, химната и грбот на државата. Од граѓанската иницијатива се децидни дека нема да дозволат туѓа платформа да биде усвоена во Македонското собрание и дека народот мора да остане буден. Зошто битолчани се толку масовно присутни на овие протести? Па затоа што пред се Битола е конзулски град. Битола е мултиетнички центар, град во кој што уште во времето на големата Османлиска империја имало над 10 конзулати кои што активно работеле, ги има и денеска во нашиот град. Токму пред еден конзулат стоиме и сега на Руската Федерација. Во градот, во чаршијата од секогаш имало евреи, власи, турци, роми и предпоставувам, јас нели зборувам во мое име, но предпоставувам дека никој битолчанец не би сакал овој убав мултиетнички, мултикултурен живот да го замени со бинационална држава како што некои заговараат. Токму затоа и ние вечерва сме тука да им дадеме поддршка на сите оние кои што се залагаат Македонија да биде и понатаму мултиетничка земја со исти права за сите етнички заедници кои што живеат во нашата држава. Црвено-жолтата линија нема да ја поминат. Треба да го одбраниме уставот и да не дозволиме избор на претседател на собрание кој под перница ја чува тиранската платформа. Во петок ќе соопштиме важни информации и планови за наредниот период, велат од иницијативата за заедничка Македонија. Тие бараат од партиите, а посебно од ВМРО, ДПМН и СДСМ, да не допуштаат да се гласа во собранието законот за двојазична Македонија, затоа што тоа според граѓанската иницијатива ќе биде вовед во редефинирање на Македонија.